Искршени прозорци, фасада што се распаѓа. Оваа дотраена и заборавена зграда сместена помеѓу куќите на улицата Боро Џони во Струмица, од репрезентативен објект кој во минатото собирал многу младинци и други граѓани, стана куќа на стравот. Соседите реагираат дека во некогашниот пионерски дом секоја ноќ влегуваат непознати лица и создаваат неред. Имам влегувано многу пати и како дете и во шаховски клуб и пионерски дом. Гледката беше стравична и се гледа дека очигледно неовластени лица го имат узурпирано објектот и го користат за своји цели. По тоа што можев да забележам, целите се нелегални или илегални, со знаци на употреба на субстанци, алкохол и најверојатно дрога. Тоа се мои претпоставки по тоа што можев да видам. И така да жално е што никој апсолутно не сака да преземе одговорност. Соседите на Ѓоргиевски го потврдија случајот, но не сакаат да зборуваат пред камера. Велат дека неколку пати пријавувале во полиција, но имале закани од узурпаторите на објектот. Мојата спална соба граничи со зидот на овој простор тука. На неколку наврати имам слушнато звуци кои се невообичаени за во ноќно време и што вознемирува повеќе е фактот дека луѓето под таква инфлуенца не знаеме каде може и до каде може да одат. Значи, станува збор за една неодговорна ситуација кај што комшиите и во целиот овој блок се загрижени за нивната лична безбедност. Им се имат заканувано во смисол вие нас нема да не пријавувате на полицијата. И така да се работи за една лична безбедност, не само за луѓето што се тука, што го узурпираат просторот, туку и самата зграда се распаѓа. Има на неколку наврати, еве може да се види горе, има тула паднато, а тоа не е прв пат. Значи, обичен минувач може да биде сериозно повреден. Според податоците на катастарот, парцелата со број 13628, на која што е изграден некогашниот пионерски дом, е во сопственост на државата. Од општина Струмица велат дека не можат да реагираат токму поради тоа, бидејќи немаат ингеренции над објектот.